Како можеме, како повикани и Божи избраници од Бог, да имаме добро заедништво? Процесот за блиско заедништво и врска со Бог е цел за сите вистински наново родени христијани, за оние кои се во Христос и се нови созданија. Таквите копнеат да бидат со Бог ден и ноќ и се слични како она што е запишано во Псалм 63, првиот стих и понатаму. О Боже, Ти си мој Бог, горливо Тебе те барам. Мојата душа жедне е по Тебе, моето тело копне е по Тебе, како сува, жедна и безводна земја. Но треба да се има предвид дека ние во овој живот никогаш нема да бидеме совршено блиски со Бог колку што би требало да бидеме, или колку што сакаме да бидеме. Причината за тоа е постојанното присуство на гревот во нашето тело кое го наследивме од Адам. Од Божја страна нема проблем, туку од наша. Гревот прави бариера во општењето и комуникацијата со Бог. Апостол Павле, за да го добие тоа блиско заедништво со Бог, тој се откажа од многу нешта во сопствениот живот, велејќи: во суштина, јас и сега сметам се за загуба поради преважното познавање на Исус Христос, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христос и да се најдам во Него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку вера во Христос, правдата од Бог врз основа на верата. Има 5 клучни нешта кои ќе ни помогнат да бидеме во добар сооднос со Бог. Како прво, покајничко срце. Прво и основно е да создадеме секојдневна навика да ги исповедаме или признаваме нашите гревови. Внимавајте, секојдневно. Ако гревот е бариера за нашето прекинување во врската со Бог, тогаш исповедта и признавањето ќе ја елиминира бариерата. Библијата јасно зборува дека секоја исповед на гревот пред Бог е советување дека ќе ни биде простен. Во првото послание од Јован, 9 стих, првата глава, 9 стих, е дадено решението за овој проблем. Апостол Јован вели: ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Зборот ако подразбира и можност да не ги исповедаме гревовите, бидејќи ако ти дава алтернатива и да и не. Но доколку се одлучиме да ги исповедаме, тогаш читаме дека врз основа на Божјата верност и праведност ќе не бидат простени гревовите, па дури и очистени. Опростениот грев го обновува заедништвото и започнува одењето со Бог. Но, треба да се спомне дека исповедта на гревот не е само обично кажување од типот «О Боже, жалам за својот грев». Исповедта подразбира покаяние од се срце и препознавање дека со гревот му вршам атак на Бог и ја повредувам неговата светост, неговата љубов и него лично како татко. Исповедта е длабока свесност дека гревот на оној кој се кае е прикован на крстот преку жртвата на Исус. Тоа длабоко сознание се огледува кај даночникот кој што согледувајќи ја својата длабока грешност, се удираше во градите, извикувајќи: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Потоа имаме друг пример во Стариот Завет со цар Давид. Тој во својата покајничка молитва вели: понизниот дух и жртва на Бог. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Како второ, да го послушаме Бог кога зборува. Ако сакаме заедништвото и нашиот контакт да биде добар со Бог, треба да го слушаме Бог, да го слушаме во се што ни зборува.
Тоа сигурно не подразбира надприродно искуство во буквално слушање на глас или гласови. Туку, како што вели Петар, и така имаме посигурен цврст збор, пророчки збор, и добро постапувате кога внимавате на него како на светило кое свети во темно место, додека не осамне денот и звездата не изгрее во вашите срца. Тоа е запишено во 2 Петрово послание, 1 глава, 19 стих. Зборот што го имаме е Библијата. Само преку Библијата го слушаме Бог и Божиот глас. Во никој случај поинаку. Библијата е Богодухо писмо, од Бога инспирирано. Во 2 Тимотеево послание, 3 глава, апостол Павле вели вака: целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Ако сакаме да сме блиски со Бог, неопходно е пророчкиот Божи збор да ни биде при рака. Како што е запишено во Псалм 1, 2 стих. Неговата волја му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе. А во сето ова дело, Духот, Светиот Дух, ќе ни го толкува писмото и ќе ни го објаснува точно. Како трето, за блиско заедништво со Бог треба да имаме здрав молитвен дух, разговор со Бог. Молитвата во Библијата е спомната повеќе од 250 пати. За молитвата има напишено многу книги и многу сме слушале и читале за неа. Но молитвата е тешка задача кога е во прашање да се има близина со Бог. Ако размислуваме човечки, успехот на Исус во неговата мисиска дејност беше токму во осамувањето со неговиот татко. На повеќе места ќе прочитаме: и штом Исус го распушти народот, се искачи на гората, за да се моли насаму. А кога се свечери, беше сам таму. Оваа пракса се повторуваше неброено. Молитвата бара посветено време и навика. Не можеш на некој да му велиш моли се, ако нема внатрешна желба и копнеш за молитва. Молитвата има своја суштина. Според едно истражување на еден социолог од Универзитетот во Висконсин, 75% од оние кои се молат во недела го прават тоа за да се справат со негативните состојби и емоции. Болест, тага, траума, депресија и лутина. Тие што имале лутина изјавиле дека молитвата им помагала за да ја контролираат емоционалната болка. А некои други доаѓале на молитва од разни причини и биле убедени дека Бог ја видел нивната состојба и тоа им го подигнувало чувството на самопочит, за да се смират и да не изговараат непромислени зборови во лутина. Ако гледаме на ваков начин на молитвата, тогаш таа е како некоја терапија за душевните болки на луѓето, како што го има тоа во други религии. Тоа се човечки методи, кои на изглед е поврзување со Бог, а всушност е залажување. Човекот треба да доживее промена, наново раѓање преку Светиот Дух за да има траен ефект и резултат. Како прво, молитвата треба да биде пред се да му се даде слава на Бог. Со тоа што ќе го сватиме Неговото име, ќе го светиме Неговото име и Неговата светост, ќе се рефлектира во нашиот живот, како потврда дека на Него припаѓаме. Второ, ќе го повикуваме да дојде Неговото царство, бидејќи тоа е наменето за нас. И трето, во молитвата се учиме да бидеме поефикасни во спроведување на Божјата волја. Кога тоа ќе го сватиме, тогаш нашиот пристап е исправен. Молитвата треба да ја сватиме како дар и можност да му дадеме слава на Бог и преку неа да ги побараме оние нешта што се во согласност со Неговата волја, кои се за наше добро. Со таков став и принцип, ние сме приклучени или одиме со Бог рамо до рамо. Со молитвата нам ни се дава можност да го делиме нашиот живот со Бог. Со молитвата ни се дава шанса
да ја изразиме нашата благодарност за она што го примаме од Бог. Молитвата ни дава можност да го признаеме нашиот грев или гревови за простување. Со молитвата секојдневно го славиме и го обожуваме Бог. И со молитвата нашиот живот е под контрола на Бог. Не излегува надвор од неговата контрола. Како четврто, повиканите, за да имаат близина со Бог, ќе го најдат Христовото тело црквата, за да имаат редовно поклонување и обожување на Бог. Тоа е од витално значење поради духовниот раст. Во Псалм 95 народот се повикува да дојде и да му се поклони на Бог. Таму вели: дојдете да му запееме на Господ, да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред неговото лице со благодарности, да му воскликнуваме со песни. Зашто величествен е Господ, нашиот Бог, голем цар над сите богови. Да, Бог сака да бидеме во неговото присуство заедно со црквата. Не би требало и погрешно е да се зазема став дека на Бог можеме да му служиме и без заедничко собирање со црквата. Бог преку други верници ќе ни овозможи да ги примаме неговите благослови. Црквата е негов откуп. Откупот е платен со неговата крв. Лоша варијанта е да почнеш да мислиш дека имаш дома Библија, интернет и од дома ќе ја постигнеш духовноста. Тоа е добро, но не целосно. Средбата со браќата и сестрите е Божја волја и општ благослов со искажување љубов и почит едни со други. И како петто, последно, блискиот сооднос со Бог зависи од покорноста, послушноста. Да патуваш со Бог рамо до рамо не можеш без покорност. Исус им рече на своите ученици: ако некој ме љуби, ќе го чува моето учење. Доказ дека вистински сакаш да си со Бог е пазење и чување неговото учење. Тој во Матеј 11 глава вели дека неговото учење е лесно и не обременува. Апостол Јаков вели дека со покорност или послушност кон Бог, ѓаволот ќе бега, бидејќи кога му се покоруваме на Бог, тоа е противење на ѓаволот. А во Римјаните 12 глава, првиот стих се нагласува важноста да се биде жива жртва. Затоа ве молам, браќа, поради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет. А во Псалм 119 постојано ги среќаваме зборовите: ќе го пазам твојот закон, уживам во твоите наредби, ќе ги пазам твоите заповеди, ќе ги пазам твоите повелби. Има еден многу убав стих во Прва Самуилова книга, 15 глава, каде што Самуил одговори: дали му се на Господ помили палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поскапоцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни, а непокорноста е како гревот на вражањето. Самоволието е како злостор со идолите. Исус не откупи од гревот, за да бидеме слободни, да живееме во заедништво со Него, да бидеме секојдневно со Него преку Духот, Светиот Дух, и да ги уживаме плодовите од Неговиот откуп. А како крајен резултат на откупот, да имаме вечен живот по смртта. Бог те повикува сега: дојди, дојди, дојди. Божи благослов, почитувани слушатели. Амин.